Навременото интервенирање од страна на надлежните екипи за време на вчерашното невреме спречи да се случат посериозни катастрофи заради поплавите. 1000 вработени биле вклучени во санирањето на штетите. Нема ни жртви ни повредени, а ни посериозни материјални штети. Некаде за 40 минути беа мобилизирани и интервенираа повеќе од 1000 вработени во јавните предпријатија и сметам дека сериозно добро се справивме со последиците предизвикани од невремето. Фала му на Бога, јас вчера изјавив немаше жртви, нема ни некоја посериозна материјална штета предизвикана кај граѓаните. Ѓоргиевски истакна дека само во градот Скопје вчера имало 50 повици од страна на граѓани и додаде дека можат да ги пријават сите материјални штети предизвикани од невремето за да им се помогне. Додава дека онаму каде што во минатото имало проблем, тие веќе интервенирале и затоа е спречено да се случи уште поголем хаос. Вели дека од нивна страна се сервисирани 20.000 сливници во градот Скопје. Нас не се повторуваат 30 на години при секое невреме некои вакви состојби и тоа мораме да го решаваме во, но и тоа значи дека новите проекти кои што ги реализирам јас темелно се работат и се обрнува внимание на сите аспекти. Цел регион беше зафатен од невреме изминатиот период, еве има најави и за денес, ние сме подготвени за текот на утрешниот ден. Силниот дожд што ја зафати Македонија најмногу се почувствува во Скопје и Куманово. На булеварот Свети Климент Охридски било регистрирано и паднато дрво, но за среќа без повредени и материјална штета. Биле пријавени поплавени куќи, подрумски простории и гаражи во населбите Кисела вода, Автокоманда и Чаир, како и поплавен магазин во Чаир и Кисела вода. Водата навлегла и во подрумските и гаражните простории на Македонската академија на науките и уметностите, како и во главниот хол и амфитеатарот. Пријавен е и полн канал со вода во Горно Лисиче кој представувал опасност од прелевање како изголемено ниво на реката Серава во општина Бутел. Критично било и во Полошкиот регион во селото Нераште, каде се поплавени неколку куќи и подрумски простории, при што е причината материјална штета. Прекини во сообраќај и штети на возила имало во Велешкиот и Струмичко-Радовишкиот регион, како и паднати дрвја и одрони во Кавадарци и Свети Николе.